Марина Комненовиќ е специјализант по ортопедија. Таа денеска, заедно во група со уште десетина колеги, дојде во медицинскиот симулациски центар за да ја проследи обуката за основно одржување во живот. Преку оваа обука специјализантите учат како да пружат прва помош и да го одржуваат во живот пациентот. Според Марина, тоа е од огромно значење за неа и незините колеги како здравствени работници. Во текот на медицинската едукација, ваков дел не постои каде што ние може да вежбаме, значи да имаме basic и advanced life support, освен во делот на анестезија и реанимација, каде што се учи делот дова, но целосно вежбање и некоја мала обука нема. Основно, значи, basic life support повеќе е за немедицински лица, но сегде во света обуките се на тој начин каде што прво мораш да поменеш basic life support, а потоа дојдеш на advanced life support. И како медицински лица, иако секој, значи, е во различна област, значи има специјализација, потребно да знае основно и напредно одржување во живот. Обуката, која се состои од теоретски, а потоа и практичен дел, ја држи доктор Анита Симјановска. Вели дека како едукатор се труди обуката да биде интерактивна и преку практични вежби специјализантите да ги совладаат техниките. Го правиме тоа на еден интересен начин, повеќе преку практично вежбање со специјализантите, за да им биде поинтересно и за да ги совладаат новите техники што се во едукацијата. Нашите едукатори, имаме над 115 едукатори на ниво на Македонија, нон-стоп се доедуцираме, значи се праќаат луѓе во странство за да се доедуцираат, како во странство така и тука, за да се стекнат со најновите знаења кои што можеме потоа да ги пренесеме на тие што доаѓаат на едукација. Целта, значи, на самиот медицински симулацијски центар е постојано усовршување на медицинскиот кадар. А за практичниот дел, медицинскиот симулацијски центар располага со специјални кукли кои може да симулираат над 700 сценарија од животно загрозувачки состојби. Имаме најсовремени фантоми, има фантом каде што можат над 30 симулацијски вежби да се направат, да се симулираат 30 различни дијагнози каде што може да се извежба, значи мерење на притисок, да се види циркулација, да се види пулс, да се види како реагира, како кај жив човек, така да е многу интересно да се работи со самите фантоми, затоа што се најсовремени и многу се интересни за самите професионалци што доаѓаат да се едуцираат. По завршувањето на обуката, специјализантите демонстрираат што научиле. Прво, дишниот пат да го провериме, значи можеме со откривање на самата брада и отварање на устата, рацете се поставуваат на градниот кош, на средината, со правил акти се почнува 30:2. Но освен специјализантите во медицинскиот симулацијски центар може да се обучуваат и да се стекнат со практични вештини сите здравствени работници. Студентите тука ќе го полагаат државниот испит и тоа во простори идентични на операциони сали каде ќе изведуваат операција на куклите. Целиот процес на полагање ќе се снима на камера, а професорите ќе ги мониторираат од друга просторија, пошто ќе бидат оценети. Според специјализантката Марина, симулацијата како пристап во учењето одамна е правило во развиените и високо рангирани медицински универзитети. Добро е да има ваков центар, бидејќи кажав и претходно, сегде во сите медицински центри постојат вакви каде што можат самите студенти, специјализанти, па и медицинскиот персонал да вежба или да врши одредена обука, бидејќи кој што кажав, имаме мал дел од ова го учиме во предметот на анестезија и реанимација, каде што има и таму услови да се прави, но потребен е да има ваков центар каде што ќе може да се врши континуирана медицинска обука. До сега во медицинскиот симулацијски центар се извршени обуки на повеќе од 2000 здравствени работници, со што според здравствените власти на овој начин се подига нивото на знаење и вештини на медицинскиот персонал во земјава.